Помалку пари за изградба на Штипската клиничка болница се планира од буџетот за 2023. Бројките од Министерството за здравство покажуваат дека за наредната година за овој капитален проект ќе бидат издвоени околу 1 милион и 400 илјади евра, што е за 600 илјади евра помалку од средствата издвоени со ребалансот на буџетот од минатата година. Дополнително ќе се зема заем во висина од околу 1 милион и 200 илјади евра, но од каде? За сега без конкретен одговор од ресорното министерство. Бавно тече изградбата на објектот. Зградата која требаше да биде готова пред 5 години е изградена околу 40%. Доколку се продолжи со ваквата финансиска динамика на издвојување на средства од државниот буџет, отварањето на вратите на новата болница во Штип нема да се случи во наредните неколку години. Во меѓувреме министерот се сретни и со новите собственици на изведувачот грчката фирма Интракарт, но што е договорено, од министерството не споделуваат детали. Освен дека од страна на изведувачот ќе бидат преземени конкретни обврски во насока на реализација на овој проект. Работите тргнаа од мртва точка, откако подизведувачот Бетон вон судски се спогоди со Интракарт. Бетон се откажа од каматите и се согласи долгот од 2 милиони евра го добие на рати. Токму и овој судски спор помеѓу подизведувачот и изведувачот за наплата на сработеното, надлежните го посочуваа како единствена причина за стопирање на градежните активности, но и Банката за развој при Советот на Европа да го повлече кредитот во вредност од 14 милиони евра. Штипската болница беше најавувана како најсовремен објект во кој здравствена заштита ќе им се пружи на пациенти од истокот и југоистокот. Темелите беа ставени во 2016-та и според тогашните најави, со работа требаше да започне во март 2018-та.